Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. 4 месеци градоначалничка функција е малку време на патот до целта, која што ќе значи создавање на подобри услови за жителите на општина Конче, но сепак доволно да се утвредат потребите и насоките по кои што ќе се одвиваат натамошните активности, смета градоначалникот на оваа општина Златко Ристов. Во една рурална средина многу е битно решавањето на инфраструктурните проблеми, наместо жителите по работа да заминуваат надвор од општината, работата да се донесе во општината и кога иселувањето галопира со засилено темпо, мора да се преземаат и мерки со соодветна социјална политика. Младите да се задржат, да останат и тука да засноваат семејства. Граѓаните пред се моите цели и обврски како градоначалник, вели Ристов. Општина Конче е рурална општина, индустријски не е многу развиена, екзистенцијата граѓаните ја воглавно гледат во земјоделието. Ние сме тутунарски крај, значи 80-90% од граѓаните се занимаваат со тутуно производство. Во моментот работиме на целта ни е, иако тоа не би рекол дека е во надлежност на градоначалникот на општината, меѓутоа се залагаме максимално во рамките на нашите можности за креирање, односно отварање на нови работни места. Што е на следно што е потреба, нужна би рекол на граѓаните, значи инфраструктурно уредување на нашата општина, тоа е градење на нови улици, нови патишта. Во моментот имаме неколку проекти кои што се во тек на изградба, имавме неколку проекти кои што се завршени, имаме проекти кои што се предвидени и се во фаза на отпочнување. Настојуваме граѓаните да ги задржиме во општината и со работа и со живење. Имаме неколку објекти кои што во собственост на општина Конче, тоа се домот во село Ракитец, домот во село Долни Липовик и други објекти кои што сте на општина Конче, мислам во територијата на општина Конче, но не се во собственост на општина Конче. Меѓутоа ќе настојуваме максимално да посредуваме, значи во делот на потребна документација, изготвување, тоа што е во надлежност на општина Конче, да ни бидат што е можно побрзо и поедноставно достапни на сите заинтересирани кои што сакаат да финансират, односно да гледат иднина бизнис во општина Конче. Сега во овој дел што ги спомнав, значи овие два-три објекта, во разговор сме со повеќе текстилни индустрии, поголем дел од бизнисмените со кои што сме во контакти, малку се со двоумење, буквално не знаат што е она што ќе следи, како ќе се одвиват на светско ниво цените, кризата енергетска и тоа. Меѓутоа, она што зависи од нас како општина Конче, максимално се залагаме, морам слободно да кажам, односно ќе кажам дека во село Ракитец салата со прилика површина околу 250 квадратни метри е веќе финализирана. Значи со контактите од неколку бизнисмени, тие не посетија на покана на нас, значи ги увидоа, објектите се прилично во добра состојба, реновирани, и сметам дека за доброто на граѓаните во блиска иднина ќе овозможиме што е можно поголем број на работни места. Тоа не е и целта. Една од целите на општината е да се искористат можностите што ги нуди браната Мантово. Проблемите кои што се наметнаа со забраната на водата за рекреација и наводнување се надминати. Забраната е тргната и општината ќе направи се што е во нејзина надлежност, така и да остане, секако и во соработка со сите надлежни институции. Во делот на туризмот, во оваа прилика исто така сакам да кажам дека од пред 2 дена веќе имаме комплетирано околу 10 парцели, кои што за
некој период би требало веќе официјално да бидат на продажба. Тоа ќе биде на јавно надавање. Секој еден заинтересиран, значи може да се парцелите се одбележани, значи со број катастарска парцела, мислам дека како што спомнав околу 10 парцели станува збор. Така да во тој дел сметам дека има интерес, а од наша страна ќе продолжиме, значи понатаму ќе се преземат мерки и ќе се изготви план и мислам дека ќе направиме уште повеќе можност да заинтересираните граѓани кои имаат желба. Знаете, езерото Мантове во нашиот југоисточен регион е едно од по-добрите места. Во делот, сега кога сум тука, имаме проект, значи, кој е во тек, односно е подпишан 2021 година, а ќе се реализира до 2023. Проектот е за меѓугранична соработка помеѓу општина Кукуш, Грција, туристички сојуз Струмица, како партнер и општина Конче. Сепак во развојот на општината и за реализирање на постигнатите цели, потребно е населението, пред се младите, да се задржат во општината. Една од првите мерки што почна да ги пременува градоначалникот со преземањето на функцијата се социјалните мерки. Ние како мала рурална општина, од земајќи ги во предбит последните информации од пописот, морам да признам дека станува збор за едно поголемо иселување или така популарно кажано белата чума. Што е она што општина Конче презема? Значи преземавме во делот на социјалната грижа, пакет мерки во делот на новосклопен брак, значи за лица кои што имат наполнето 35 години, а немаат претходно склучено брак, значи општина Конче доделува ваучер од 100.000 денара, значи еднократна помош. Исто така во делот на новороденчиња, за прво новороденче во бракот следуваат, мислам дека и единствени сме со таа бројка. За прво новороденче доделува општина Конче 10.000, за второ новороденче 20.000, за трето и повеќе по 30.000 денара. Така да во овој дел можем да кажем, кога сме кај браковите, мислам дека околу 3 или 4 бракови веќе за оваа година имаме аплицирано. Има постапка одредена која што, нели, мора комисиски да помине и да се одобри, да се допрецизира, а во делот на новороденчиња мислам дека 3 новороденчиња имаме во тековната година. Ристо смета дека заедно со неговиот тим до крајот на годината со домакинско работење нема да дозволат општината да биде блокирана од фирми и предпријатија кои што имаат побарувања. Ова морам да го споменам, значи од пред година време е, значи Боров Дол доделува дел од концесијата. Сметам дека со домакински одговорно работење општината би можеле да направиме едно добро и пристојно место за живење. Нашата цел е, вели Ристов, да создадеме услови жителите во општина Конче тука да го градат својот живот, својата работа и својата иднина. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk